Во категорија маскирана музичка група имаме само една маска, која што нема добиено награда. Во категоријата поединечна маска слободна тема, третата награда во износ од 3000 денари ја освои маската со број 201 со наслов Работливата мравка. Дека поведите самите. Втората награда Втората награда во износ од 4500 денари ја освои маската со реден број 202 со наслов Вкусната печурка. Ајде Светко, најди ги да размешал си ги едно да сиде. Дајте се знае какво това е. Не може да си се познаеш. Првата награда во износ од 6100 денари ја освои на маската со број 203 со наслов Златен плетач. Верувам дека сите на аплаузот и овој пат наследува дека наградата завидува на вистински начин. Представникот на оваа маска не е од Трувица, веројатно не е присутен. Во категоријата поединечна маска изворна тема, третата награда во износ од 3000 денари ја освои маската број 301 со наслов Вучко. Втората награда во износ од 4500 денари ја освои маската број 303 со наслов 8 март. И првата награда во износ од 6100 денари ја освои маската со број 302 со наслов Животинско царство. Во категоријата мала група слободна тема, третата награда во износ од 4500 денари ја освои маската број 403 со наслов Хабанера. Втората награда во износ од 6100 денари ја освои маската број 406 со наслов Војна за независност. Ајде, браво. Првата награда не е доделена. Во категоријата мала група изворна тема, трета награда не е доделена. Во втората категорија, во втора награда, во износ од 6100 денари ја освои маската број 501 со наслов Социјална помош. Првата награда во износ од 9100 денари ја освои маската број 502 со наслов Шудичка дарба. Што се било се дарба? Нема дарба. Во категоријата групна маска со 10 до 19 лица, третата награда во износ од 9100 денари ја освои маската број 608 со наслов Маскенбал со маријачи. Втората награда во износ од 15.200 денари ја освои маската број 605 со наслов Баламата во илјади бои. И првата награда во износ од 21.300 денари ја освои маската број 602
со наслов Струмички самураи и Сиси Куросава. Во категоријата групна маска 20 до 49 лица, третата награда во износ од 18.300 денари и освои маската број 706 со наслов Карневалски јубилеј. Втората награда во износ од 24.400 денари и освои маската број 704 со наслов Струнички јепи. Првата награда во износ од 30.500 денари и освои маската број 705 со наслов На патот кон Вселената. Во категоријата групна маска со 50 и повеќе лица, третата награда во износ од 36.600 денари ја освои маската број 808 со наслов Детелина на среќата. Втората награда во износ од 42.700 денари ја освои маската број 804 со наслов Колоритниот танц на истокот. Првата награда во износ од 49.000 денари ја освои маската број 803 со наслов Робин Худ. Покрај овие награди, согласно член 29 од правилникот, Организационниот одбор додели и посебни стимулативни награди на маските со број 802 со наслов Пролетниот танц на инсектите во износ од 15.000 денари. Маската 805 со наслов Под знамето на Европската унија во износ од 15.000 денари. И на маската 806 со наслов Генијалци и интелектуалци во износ од 15.000 денари. На маската 702 со наслов Еко лименки во износ од 10.000 денари. На маската 711 со наслов Во розевиот свет на куклите во износ од 10.000 денари. На маската со број 713 со наслов Великден во износ од 10.000 денари. На маската број 603 со наслов Кен Билен во износ од 10.000 денари. И на маската со реден број 606 со наслов Принцезите од Дизниленд во износ од 10.000 денари. И вкупно се доделени 27 награди со вкупен износ од 415.300 денари. Дами и господа, од своје име и од името на Организационниот одбор на Струничкиот карневал на сите наградени им ги честитам награди. На оние што годинава не успеа да се закитат со награди и посакувам истото да го остварат наредната година. На оние што ќе настапат на карневалите надвор од Македонија и посакувам успешно представување и афирмација на Струничкиот карневал. На сите заедно ви посакувам добро здравје
и по-успешна подготовка за Струниčkog карнавал 2012. Со ова последна активност завршуваат активностите во рамките на Струниčkog карнавал 2011. Доведување на нови средби што ќе се случуваат од 25 до 29 февруари 2012.